Почитувани, Петре Шилегов, градоначалник на Скопје во заминување, на местото на својата семена куќа во Карпош, гради луксузна зграда, ама дивоградба. На семената зграда во Карпош, Шилегов на диво и додава цели 2 ката. Гради дивоградба, за која што нема ниеден основ за дозвола за градба. Шилегов, градоначалник на Скопје во заминување, наместо ред во урбаниот хаос, самиот гради дивоградба за своја зграда. Почитувани, ова е изводок од важечкиот дуб за парцелата каде што Шилегов гради дивоградба, можете да го видите и зад мене. Тука стои висина, највисоката кота од 8,8 метри и ништо повеќе од тоа не е легално. Тоа е во висина на соседните куќи. Според дупот, наведено е приземје, 1 кат и поткровје, односно П+1 плюс ПК. За поткровје се смета страничен зид не повисок од 1,2 метри, исто како кај соседните куќи. Се над тоа се смета за кат и се над тоа, според овој дуб, е дивоградба. Почитувани, не постои друг валиден документ со други параметри кои дозволуваат дополнителна градба, освен доградба и реконструкција на постојната градба или евентуално нејзино рушење и добивање на одобрение за градење со катност П+1 плюс поткровје. Надлежна институција за издавање на дозвола за ваква градба, доградба, реконструкција е Општина Карпош, секторот за урбанизам, односно градоначалникот на Општина Карпош во заминување Стефан Богоев. Согласно Општината Карпош, за наведената локација постои валиден детален урбанистички план со наслов Детален урбанистички план за населба Тафталиџе 1, Тафталиџе 1 Север 1, одлука со број 073743/1 од 8.6.2021 година. Ама, Шилегов врз овој кат изградил уште еден. Тоа не е кровна конструкција, значи врз вториот кат изградил уште еден, што не е кровна конструкција. Ова е кат. Покриена тераса, со што излегува над дозволеното за цели 2 ката. Ниеден урбанист, ниту градоначалник не би смел да издаде ваква дозвола за градба. Уште повеќе не градоначалникот на Карпош, Богоев, за градоначалникот на Скопје, Шилегов. Уште повеќе, што земјиштето, дворот, местото на куќата е се уште државна земја со право на користење. Не ја ни откупил, тоа го покажува неговиот имотен лист, вели право на користење на изградено градежно земјиште врз кое што постои зграда, него поседува. Без тоа, почитувани, невозможно е да се земе градежна дозвола за вакво доградување. Шилегов тоа го знае и затоа молчеше досега за овој огромен криминоген скандал. Наместо ред, Шилегов е дел од урбаниот хаос, насилство и бесправна бетонизација на Скопје. Затоа Шилегов ги толерираше 4 години сите дивоградби, затоа цела Македонија го следеше скандалот кај Мавровка, затоа платформите кај Матка уште стојат и што ли уште не. Место борба со градежната мафија, тој гради дивоградба. Ова е скандалозно, ова е криминогено, ова е лицето на Шилегов, ова е кичот на СДСМ. И за ова се одговара прво пред граѓаните на избори. Ви благодарам. Имате ли прашања? Нема. Ви благодарам.